20-то фудбалско коло на првата македонска фудбалска лига, караванот, македонскиот фудбалски караван на продукција Скок вози Волер. Речено сторено, тука сме со македонскиот фудбал по нашата прва лига. Интересни резултати, интересни игри, добри, вредни 3 бода на Вардар против Штипска Брегалница, 2:0 во првото полувреме, 2:0 на крајот. Уште повредни бодови можеби за Струмичка Брера, која го победи тимот на Македонија Ѓорче Петров со 3:0, полувреме исто така 3:0. И ова е единствената екипа која во првите две пролетни кола освои максимум бодови, 6 од 6, победувајќи го Силекс во првото коло на гостувањето 7:0 и 3:0 против Македонија Ѓорче Петров. Од другите резултати импресивен е освоениот бод на Гостивар во Тетово против Шкендија, каде што фаворизираниот домаќин водеше со 2:0, полувреме 1:0, но Кехинде, извонредниот шпиц играч на Гостивар, компонентниот интернационалец, со 2 пенала во 86-та и 90 плюс 1-2 судијско надополнување на скопскиот судија Маријан Младеновски, донесе значаен бод на Гостивар во оваа грчевита борба, во оваа тепачка за опстанок во првата лига. Она другото, дербито се одиде во сабота, каде што Шкупи извлече бод на гостувањето кај Струга 2:2. Шкендија, рековме, изгуби 2 бода и некако заостанува во таа борба за челните позиции. Тиквеш на домашен терен го победи Работнички со 2:0, полувреме 1:0 по еден гол во двете полувреме на Каладарчани и се затврстуваат некаде во таа средина на табелата. Последниот резултат ова коло во Охрид, Воска Спорт Силекс 0:0, прв бод за Силекс, прв бод и за Воска. Кога се прави овој учинок во првите две пролетни кола од максимум од 6 бодови, евидентно е дека Брера е со сите 6, по 4 бода освоја нашиот Вардар, реми против Гостивар и 3 бода против Брегалница, 4 бода исто за Шкендија, победа во првото коло против Македонија Ѓорче Петров, рековме нерешено против Гостивар, и 4 бода за Шкупи, кој во првото коло ја победи Воска Спорт, а излече реми во на гостувањето во Струга. Од 6 можни бодови по 3 освоја тимовите на Брегалница и Тиквеш, кои се покажаа како супериорни кога играат на домашен терен. По 2 бода освоја Гостивар, еден против Вардар, еден гостувањето во Тетово против Шкендија, и Струга, Тримлум, актуелниот шампион, кој реално од можните 6 освои само 2 бода и тука некаде заостанува во таа, рековме, трка. Воска Спорт и Работнички освоја по еден од можните 6 бодови, а со почетното салдо на пролетниот дел, односно со вкупното боловно есенско салдо од првиот дел на првенството, останува екипата на Македонија Ѓорче Петров, која на 2 надпревара забележа 2 порази и при тоа не постигна гола, прими 4 гола. Одиме во продолжение со деталите. Најавеното во претходните емисии на македонскиот фудбалски караван дека ќе има буквална тепачка за опстанок во првата лига, полека се остварува и зема залет. Ако по овие две прволигашки кола се погледне табелата, евидентен е раст и бегство од ното на Вардар, кој е сега трети од оздола. Овде некако останува сега заковани Штипска Брегалница и Македонија Ѓорче Петров. Тука веднаш до Вардар со идентична гол разлика, меѓутоа со подобар меѓусебен скор, што можеби на крајот од првенството ќе има и некое влијание. Воска Спорт моментално е пред Вардар. За сврстување во таа борба за гол прволигаški живот, барем за сега доживува Струмичка Брера, која заедно со Гостивар и Тиквешка Вадарци, па до некаде Работнички, иако Работнички освои само еден бод од можните 6, се тука навидом релаксирани во
таа златна средина, условно кажано. Меѓутоа, сето тоа е само привидно и навистина се покажува дека овде ќе има без компромис напревари каде што ќе се гине, каде што сите ќе се борат за победа и каде што изместувањето на табелата евидентно ќе биде присутно во секое коло. Она што не радува хипотетички, Вардар изигра добро прво полувреме, добри 45 минути. Евидентно е дека има напредок по играта, дека Вардар хипотетички, ајде да видиме ако оди вака напред и дај Боже да оди, правевме некоја математика, може многу брзо да стигне до таа четврта позиција кај Силекс, па да направи и некое тектонско пореметување на оваа праволигашка табела. Затоа, и за аспирациите на другите тимови во таа борба за опстанок, да не речем и во борбата за првите места, во финишот на нашата емисија, со она што ни доаѓа за 6-7 дена наредниот фудбалски викенд, сабота, недела, и двојките од ова коло, можните претурбации, амбициите на екипите и овие фудбалски тектонски поместувања со македонската прва фудбалска лига. Верно ли е, можно ли е од некоја, да кажам, голгота во борба за прволигашки опстанок со 2-3, зошто не и 4 врзани победи или 4 надпревари без пораз, да се допре и тоа четврто место на прволигашката табела и да се направи еден штимунг кога е во прашање продолжението на првенството. Во оваа трка се повеќе екипи, Струмичка Брера, Гостивар, Вардар рековме, кој 4 бода од 6, навистина добро, и жал во минатата емисија на фудбалскиот македонски караван бевме воздржани, немаше доволно анализи. Сега по малку смирување по оваа, да кажам, позитивна енергија со овие 3 бода против Брегалница. Се жали оние правите вардаци за оние 3 испуштени бода против Гостивар, каде што ќе се одеш уште чекор напред. Но не се, фудбалскиот живот продолжува како за Вардар, така и за Штипска Брегалница, кој на гостувањето во Маđари искрено настрана од поразот, кој е апсолутно заслужен, покажа дека нема квалитет во играта, нема некое прецизно прима предавање на топката, градење на шанси. Помалку е тажно зашто Брегалница игра така, меѓутоа ќе следува и дополнителна анализа. Секако и тешкиот, отчајниот, би рекол, терен на стадионот во Маđари, за жал тоа реалноста, придонесе за ова. Она што предизвикува интерес е секако и настапот на Гостивар, кој на некој начин станува специјалист за финиширање, за постигнување на голови во самиот финиш и за освојување на бодови. Не баре игра во Бундеслигата, каде што головите во последните минути ги носи тие бодови. Гостиварчани се спасија со гол во 90 плюс 4-5 против Вардар, каде што можеа да изгубат, а спасија и бод против фаворитот Шкендија, каде што од 86-та до 90 плюс 1-2, 3 минута, тоа го знае само главниот судија Маријан Младеновски, со головите на Кехинде, 2 гола од 2 пенала. Гостивар покаже дека е мајстор за финиш, мајстор за играње и постигнување голови во самиот финиш. Дали така ќе продолжат гостиварците, останува веќе наредниот викенд, кога Гостивар ја пречекува Брера. Еве имаме сега еден дуел на две непоразени екипи. За 7 дена Шкупи го пречекува Тиквеш на Чаир. Релативно можеби малку полесна задача за екипата која претендира на шампионската титула. Она што ќе биде шит во ова коло, според продукција Скок, според нашите анализи, е дуелот во Ѓорче Петров, каде што Македонија Ѓорче Петров ја пречекува екипата на Воска Спорт. Еден дуел на двајца претенденти за испајање од лигата, директен дуел за бодови, и лавовите мора да буквално да го изедат противникот на овој надпрва, бидејќи со минимална победа, со еден гол, со 1:0 ќе направат пресврт, тектонско поместување на табелата и ќе ја поминат Воска Спорт и ќе фатат повторно приклучок. Ова треба да се следи во Ѓорче Петров, каде што Македонија Ѓорче Петров мора едноставно да ја победи Воска Спорт. Работнички пречекува Брегалница, која за
7 дена повторно гостува на истиот терен во Маđари. Кој е фаворит, кој не е? Еден боц за Работнички, 3 за Брегалница, рекол Брегалница одигра проблематично против Вардар. Работнички, предводен од Гоце Седловски, одигра мудро со Струга Тримлум, еден бот во Тиквеш во Кавадарци, пораз. Ќе видиме бодови важни за двете екипи. Силекс ја пречекува екипата на Струга Тримлум. Повторно тешка задача за поранешниот вардарец Александар Васовски, кој ми е навикнат на вакви дуели, меѓутоа бодот освоен на гостувањето во Охрид против Воско Спорт треба да се потврди против Струга Тримлум. И шлагерот на неделата, шлагерот на Македонија, на Македонската прва лига, во Тето, Шкендија Вардар. Тежок надпревар, две екипи во добра форма со по 4 освоени бодови, директен дуел. Ке видиме изедначена трка за бодовите, како ќе биде, ке видиме, очекуваме дека и се надеваме и посакуваме вардарците да останат непоразени ова коло. Тоа е македонскиот фудбалски караван. Речено сторено, возиме волер, не штракуваме, малку тивко протестираме. Гледајте и нашата последна емисија, предпоследна во однос на ова. Овде сме со македонскиот фудбал. Гледајте не, следете не, претплатете се на subscribe, бесплатно е. Одиме понатаму за неколку дена.